дискотека во Кочани се случила огромна трагедија во која животот го загубиле десетици лица. Избил пожар во дискотеката Пулс за време на настап на групата ДНК. Присутни биле 1500 гости, претежно млади лица. Согласно последните информации во трагедијата животот го загубија 59 лица, меѓу кои и 8 лица од бендот ДНК. Меѓу загинатите е и фронтменот на групата Андреј Ѓорѓевски, Александар Ефремов, фотограф на бендот ДНК, вонредниот професор магистер Сара Пројковска, придружен вокал, гитаристот Андреј Коларов, директорот на Центарот за култура Ацо Шопов, Филип Стевановски, тапанарот на бендот Ѓорги Ѓоргиев, тонецот Игор Велков и битбоксерот Мартин Атанасовски, Буцо. Осомничени се 20 лица, околу 15 лица се во полициска станица, информираше министерот Панче Тошковски за време на пресконференцијата пред полициската станица во Кочани. Во врска со трагичниот настан во кој животот го загубија 59 лица за време на пожар во дискотека. Како што нагласи, дел од сомничените за предизвикување на овој настан се починати, дел се во болница. Тошковски истакна дека дел од приведените лица се луѓе кои имаат директна вина во врска со овој настан согласно доказите. Приведено едно лице кое што е организатор на настанот и за кое што имаат сомнение дека еден од оние кои имаат директна вина во рамки на кривични дела поврзани со овој настан. Приведени се поранешен државен секретар во Министерството за економија, поранешен и сегашен раководител на еден сектор во Министерство за економија, приведен поранешен директор на дирекција за заштита и спасување и тројца вработени во дирекцијата, дел биле вклучени во рамки на обезбедување, активности, организирање на настанот. Јавното обвинителство ќе бара краткотраен притвор за 10 лица, за кои во текот на денешниот ден се обезбедени докази за евентуална одговорност за синокешниот пожар во ноќниот клуб во Кочани. Информираше јавниот обвинител Љупчо Коцевски и обвинителите од тимот што постапуваат на случајот. Од увидот на лице место, според Коцевски, јавни обвинители утврдиле дека објектот немал хидрантска мрежа, имало само 2 ПП апарати, вратата на задниот дел била затворена и без квака од внатрешната страна, а објектот бил непрописно обложен со материјали за звучна изолација и за визуелни ефекти со лесно согорливи материјали. Во објектот противзаконски биле користени пиротехнички материјали на висина од 3 метри без соодветна дозвола и без друштво со овластување за палење на пиротехничките материјали. Бил регистриран како деловен објект за лесна индустрија и не е извршена пренамена во угостителски објект. Како што извести обвинителот, сослушан е еден од организаторите на настанот и установено е дека немало писмен договор меѓу организаторот и групата за организирање на концертот. Како што посочи, над 20 лица биле сослушани, а на информативен разговор во Скопје е повикан и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. Од увидот на лице место на Државен инспекторат за градежништво и урбанизам констатирано е дека објектот во кој се случила несреќата е регистриран како деловен објект за лесна индустрија со површина од 419 метри квадратни и не е извршена пренамена на објектот од лесна индустрија во угостителски објект. Вкупно 47 повредени лица во пожарот во Кочани ќе бидат хоспитализирани надвор од државата, соопшти министерот за здравство Арбен Таравај. Тој додаде дека во државата пристигнуваат специјалисти за изгореници од Израел, Белград и Прага кои ќе им помогнат на здравствените работници во државата. Министерот информираше дека сите 115 пациенти згрижени во македонските болници се во стабилна состојба, а дел од повредените се упатени на домашно лекување. Соопшти дека 3 лица се лекуваат во Солун, 14 во Бугарија, 2 во Србија и 3 во Истанбул, а уште дел од повредените вчера вечер биле испратени во Турција, Хрватска и Белград. Директорот на Фондот за здравствено осигурување соопшти дека во странство не се испраќаат само критичните пациенти, туку и други, со цел да се обезбеди капацитет во клиничкиот центар.